втора највисока месечна инфлација во 2025 година. Или државна статистика ја објави информацијата за измерената инфлација во месец јули 2025 година во однос на јуни, зголемувањето е за 1,1%. Вика најмногу пораснале кога станува збор за трошоците за живот, има кај цените на прехранбените производи и безалкохолните пијалоци кои што пораснале со 6,8%. Ако годишната инфлација е 4,8%, тоа значи дека економијата оваа година имала стапка на раст негативен, минус 2%. Значи обемот на економијата во оваа година се намалила за 2%. Неаме економски раст. Катастрофа. Тоа значи дека тоа све што е земено, се што е буџетирано е украден. Затоа што ако тоа што е буџетирано, за тоа што се има најдено пари, ако на вистина било употребено за тоа што се наменети парите, тоа значи дека ние ќе имавме капитални инвестиции сега у третиот квартал над 50-60%. И тоа ќе значи дека обемот на економијата ќе се зголемеше за 4,5-6%. И види, ние го кажувавме ова дека ќе се случува и дека оваа година многу тешка ќе биде за граѓаните, за државата и така натаму. Владата тврдеше дека ќе биде поинаку, дека оваа година ќе биде на просперитет, дека од таа точка на најпрви не стабилизирале државата, па веќе во оваа година се очекувал голем раст, почнала да расте економијата, да се подобрува Не животниот брат, ова е стандард. само потврда на тоа што го збориме ние цела година.